Тамо влагам и го сретнем другар ми Лютви. Ја мислев дека он учи медицинско да стане лекар, али него не му се учело па стана лаборант. И болje што стана лаборантот и да станеше лекар, немаше да може да ми помогне. И он мене ми зима бриз, ми вика ќе доеш за 2 дена, ја тие 2 дена не знам како издржав дома, дое братучет ми да ме вика на сладолет у Палма, ја само кога слушнав сладолет ми идеше да го исчукам тука. Али дојдов после 2 дена нормално, не меѓу 1 и 2, него кога сакаш си одиш у приватно, можеш за Бајрам, за Нова година, за Велик, кога сакаш си одиш. И ја чекам таму у таа чекалната, ете ти го Лютви од една страна, трча и ми вика: "Ништо, брат." Викам, сум ја ебал утката у голубарни, како вика Нишо. Или ништо не направил, или спортски кажано, резултатот не е у моја корист. Ништо, брат, ништо. Немаш ништо. Како бе, викам, немам ништо? Така бе, брат, овие у државна лабораторија зебале работа. Имало некој смотан лаборант, него му паднале тоа бризови доле на патос и све се контаминирал. Меѓу тие бризови што му паднале доле на патос бил и твој бриз. Али не бил само твој бриз. Меѓу тие бризови бил бриз и на еден наш познат политичар у парламент. И така цел свет разбрал да познат политичар има ешерихија коли у грло. И тие негови колеги у парламент почнале да го дупат, да ешерихија коли у грло му е од многу јадење говна у говорница. Па овај политичар многу се изнервирал, се вратил назад у тој државна лабораторија и почнал да се дере. Че ви ебе матеру пичка со калашников, од кај на мене ешерихија коли у грло. Па овие морале да му прават втор бриз и му направили и втор бриз и така се дознали за тој скандал што паднале тие бризови од тој смотан лаборант доле на патос. Леле, и од среќа пајдушко ке заиграв. Почнав да го љубам Лютви и така весел си одскокав до дома. Ама ете, радоста кратко ми траеше. Пошто за она што се случи после, навистина не би му го посакал на никој. Ми расцветаа хемороидиве. Вие секој знае што се хемороиди? Не метеори. Хемороиди. Сите знаеме, така? Па нормално, кој си има, тој си знае. Како и да е, за оние што не знаат, вака ќе кажам. Американците хемороидите ги викаат pain in the ass. Или у превод би дошло досадна болка во газот. А ние си ги викаме... Шо има сега ја тука да ви ги дефинирам, кога можам да ви покажам, кога више гледам. Уствари, најболje да не ви покажувам, пошто како викаат, една слика збори поише од 1000 зборови. Само што ја немам ваква звездичка позади. Да продолжам со приказнава. Значи, кој еднаш ке тргнеш по доктори, нема одвикнуење. Еднаш ако се навикнеш на бело, одвикнуење, амин. Па се смееш ти таму горе. Ова за белова, у депо на МВР да не работиш. Како пеа тамо? Бело, бело, шмрка мрва цело. Не се. Одењето по доктори ви е као социјална мрежа. Као Фейсбук. Секојаш си обкружен со луѓе и сите се нездрави. Чекаш ред пред матичен, се дружиш со луѓе. Чекаш ред пред специјалист, се дружиш со луѓе. Чекаш ред на рентген, се дружиш со луѓе. Чекаш ред у аптека, се дружиш со луѓе. Сите не мора да ги прифатиш за пријатели, али затоа они тебе те прифаќаат. Пошто, како викаат, секој пациент има потреба да ти се пожали, да ти препорача лекче, чајче, терапија. И сите тие ти дишат у фаца и те бомбардираат со илјадници, вируси, бактерии, ехинококи, стрептококи, дулеикоки.
Абе, се што сакаш. После, исто као на Facebook си имаш профил. Али профил на болести што реално ги имаш и профил на болести што мислиш дека ги имаш. Али и за двете секако си взимаш терапија за секој случај. Vidim, čujem ja ovde. Čujem ja tamo, devojka jedna kaže, da, a dečko je u fazonu, ne znaš, čuti. Nikola Rokvić, prelep dečko, predivan dečko. Ja se sećam, devojka i ja smo bili u fazonu, ljubavi, ajmo na Nikolu Rokvića. Neću, bre, na Nikolu Rokvića. Ajmo, molim te, na Nikolu Rokvića. Neću, bre, na Nikolu, molim te, ajmo, ma neću. Ajde, on je tako sladak i divan, ma neću. Ajde, molim te, on je presladak i predivan. Neću, bre, ma molim te, ajde na Nikolu Rokvića. Neću, bre, smiri se, ali ja obožavam Nikolu Rokvića. Filipe, smiri se, nećemo. Raskinuli smo našu vezu zato što se nismo slagali oko krucijalnih stvari. Kako se vama to ne bi desilo, molim vas da zapamtite. Ako slušate narodnjake, imajte na umu. Aca je Lukas, Aco je Pejović. To da znate. I slobodno pričajte vašim voljenim ljudima da volite narodnjake, jer je to, brate, prava muzika. Ja, na primjer, ja mislim da su narodnjački tekstovi prepuni smisla. Vi, gospođe, očigledno ne. Ja se izvinjavam, nisam znao da su ljudi iz Ministarstva kulture ovde. Možete da podignete ruku? A? Sad je u fazonu, ja ne dižem ruku, nije ovo kafana, ja u kafane ne idem, izvinite, molim. Narodnjaci, bre, imaju smisla. Dragana Mirković, edukativne pesme. Šta je smešno? Edukativne pesme. Da li mirno spavaš, luče moje? Ovo veče, da li te savest peče? Ja bolju pesmu o kondilomima nisam čuo. Lepa Brena. Ej, ti kad kažeš Lepa Brena, to je bre institucija, jebo. Ona je toliko velika zvezda, ona je sebe nazvala Lepa. To je kao da ja budem Kurati Filip, razumiješ? Toliko se smijete, znači da je istina, nema veze. Ali, brate, Lepa Brena je stvarno ono ikona prave narodne muzike, folk muzike, ikona feminizma u bivšoj Jugoslaviji, svaka joj čast. I njeni tekstovi, oni spajaju ljude. Mile voli disko. Pa šta jebote ni... Pazio, Mile voli disko, a ja kolo šuma disko. Da budemo blisko, harmonika svira disko. Gete jebeni, brate. Ja ne znam ko je pisao tu pesmu, ali i njemu spomenik da napravite, jebo. Pa je... Taj tekst ima smisla, Brena nas spaja. Ona voli jedno, on voli drugo. Našli se na pola puta, pola prkosa i pola ponosa na pola ja. Ja bi spot za tu pesmu snimao između makedonskog i albanskog dela Skoplja, majke. U toj pesmi postoje samo dve nelogičnosti. Ako me neko slika ovako, jebaću mama. Nema veze. Postoje dve nelogičnosti, jedna i druga. Vi se samo gospođa na kurac smete. Aha, jeba. Šta me ovih dana iznerviralo, da, nekako je primetili ste, malo sam nervozan, ne samo što nastupam u Skopje, nego bili smo pre neki dan, devojka i ja u šopingu i još me drži ta nervoza, ono, znaš, muškarci, jedan aplauz odavde, koliko brzite šoping na skali 1 do 10? Ali, kako ga je ona pogledala, vrate, kako ti kući nećeš doći, vrate, ima ona tebe da juri ulicom i ti ćeš biti, oj, pa ću da ga primim,
Ne, ali to nije zbog tebe, niti zbog vas, devojaka. Jednostavno, shopping za muškarce nije fair. Jer pogledajte danas kolike shopping molove, radnje imate. Svaka je radnja 3000 kvadrata. Ja uđem unutra, recite mi da je muško deljenje, čas sve da kupim. Vidite onaj ćošak tamo. U tom ćošku ima ćošak, pa vi proverite, pa nađite ako vam se nešto sviđa, što nije fair. Jer ja dođem, ja probam, ja kupim, jebote. Ako mi ne odgovara, ja ga vratim, ja ga složim bolje nego što ga našao je. Vi ni ne probate, vi ga nekako ovako podignete, pa ga ovako nekako vratite. Ja sam mislio, moja devojka mrzi neku devojku u radnji, ne, vi se sve mrzite, jebote. Vi samo idete, podižete i rasturate ovako. Više vam ni ne slažu, bacajem ovako na gomila, vam pa se jebite, znaš. Mada, vi ste krive za shopping kad se ide za posebne prilike. Išli smo na svadbu, moji devojci su nedostajali cipelice. Za one koji ne znaju, to traje minimum 5 dana. Prođe se 500 km, uđe se u 500 radnji, Ljuboj, ajde uđemo u ovu pekaru, ko zna, možda ima i tu nešto. I sad to ovako izgleda. Prva 3 dana vi se upoznajete sa cipelama na dodir. Vi ih nešto pipkate, one vam nešto govore, vi pravite neku bazu podataka. A posljednja 2 dana se lomimo oko 2 para. To nisu 2 para na istom rafu, ni u istoj radnji. Jedno su na ovom delu grada, drugi su na ovom delu grada. Pa Ljuboj, ajde da probamo još jednom ovaj, pa da probamo još jednom ovaj, pa još jednom ovaj, pa još jednom. Pa ih slika, pa ih snima, pa ih šalje mami, tetki, sestri. Pa šta misliš, pa kako će da mi stoji? I ne posle 5 dana agonije, ona ode na svadbu u starim cipelama jer je nove žuljaju. Ovo ne zaslužuje aplauz. Ne. Jer ovo nije kraj agonije. Sad ima nove cipele, ima novi problem. Nemam šta da obučem. Rekao, Ljuboj, bili smo pre mjesec dana na svadbi i nosi to što si tad nosila. A glupo je. Jer je opšte poznato da na svadbama ulazi 100 ljudi sa slikama sa prethodne svadbe i kao, Jel vas nije sramota? 2 svadbe za redom. U mjesec dana. Ajde. Šalim se, nema to, ali mi na Balkanu imamo nešto što ima samo na Balkanu. Imamo ljude koji na ulazu zapisuju koliko je ko šta doneo. I to obavezno najnamrgođeniji iz familije, znaš što radi? Koji te gleda onako, 50 evra, a? Doćemo mi tebi na svadbu, jebala te tka za jug. Onda ide 3. deo agonije, kad već potpuno poludi. Idi ti bez mene, neću ja da idem. Da li postoji jedan muškarac na ovom svetu koji je rekao, okej, idem ja, ne čekaj me, doću kasno. Taj da je otišao, taj je odigrao svoje posljednje kolo. To je, završit će ko on večeras, znate, to je to, znaš, nema za njega. Međutim, kako da te pusti, idemo sutra, znaš, idemo, kako te pusti, ti stalno se ponašaš preko životinja, ti si nenormalan, mora da ide s tobom, sutra u 11 krećemo, u 10 mi je šminka i frizer, a to nikad nije zakasnilo, jel tako, to nikad nije bilo problema. Sad, devojke, vi jedem aplauzom odavde. Koliko vas je, bar jednom u životu, plakalo zbog frizera ili ga proklelo od crko da Bog da jebem ti mater? Sve. A zašto? Vi dođete kod njih, vi pola sata pregovarate. Znaš, pa to su neki latinski izrazi, to je neki baleaž, dekupaž, nešto, pa to, reko šta rade, evo te zagovaraju 3. svjetski rat, čoveče, ništa mi nije jasno. To su pregovori, pola sata, ja sam vidjela na Pinterestu, ja sam vidjela na Instagramu, u katalozi se vade i posle pola sata pregovora uzmete časopis ili telefon i tačno vas boli kura šta vam rade gore. I znaš, onda posle pola sata digne glavu i kao, jebem ti mater. A mi muškarci, koliko god da nas ima ovdje, mi imamo svi jednu istu frizuru koja se zove kako? Kao prošli put. Tako je. I nema problema. Ti dođeš kod nekog frizera prvi put, ti mu kažeš kao prošli put i on zna tu frizuru, jebote. Kao prošli put, nema problema. Софија. Значи, тоа ти е као, фаќаме сега со колата тука, кога ти е паркирана тука колата, тука се качуваме, идеме до Солун, се качуваме на авион до Истанбул и се враќаме назад со брод. Толку е далеко од центарот на Софија, студентски град. Кој бил студентски град? Ева, машала, браво. Дали знаете што е свирка на бугарски? Аха, добро. Чекај, девојчињата, ти девојче. Не знаеш што е свирка, сега ќе те научиме. Секире. И
не сместуваат од студентски град, утре дента, сутре дента, идеме да се запознаеме со нашите колеги бугари и со нашите колеги од цела Европа. И за нели, како што знаете, вие што сте биле на exchange, знаете, на exchange. Пичко мајте, на размена. Знаете дека обично секој пат имате некој домакин. Значи ти си за македонците, ти си за румунците, ти си за овие, ти за и сега на сите им дадоа по некој нормален. На нас ни го дадоа павката. Павката, чекај кај ми е тоа сталачето, ево го. Да ви го објаснам павката. Павката пуши трава, брат, како ненормален. Нонстоп е направен пепел. Он е Астерикс и Обеликс, сте гледале, така? Астерикс и Обеликс, ако сте гледале, Астерикс треба да се напие од тоа напитокот за да биде силен, а Обеликс пропаднал указанот. Ја испил целата течност и нонстоп е силен. Па овој пропаднал у травата, брат. Разбираш? Еве го павката. Значи, он има 170 сантима, малце помала глава од овоа. И кога се сврти вака у профил, не го гледаш. Значи, до тебе седи, се вртиш. И да ти па не се врти, да... Значи, го нема. Павката нема очи. Ваков е. И павката не збори, брат. Мумла. Тоа е павката. Цеј тука, братче. Само нема у профил, добро? Срцево. И 4 дена више сме у Софија со Танаско, деме као знаеме бугарски нешто, се курчиме дека знаеме. Го знаеме првиот збор Обачи, што Танаско мислеше дека е братче. И ја му викам, и на бугарите идеш и викаше, каде си бе Обачи? Нема веќе. Танаско е лепотан, он не збори, он директно лапа, брат. Разбираш? Он се појавува и ја лапа. Толку е. Не збори. И сега. Идеме у диско, се опускаме ја, Танаско и павката. Се опускаме една пијачка, 2 пијачки, 3 пијачки. Упознаваме 2 женски, едно ретко име у Софија Марија и Марија. И се опускаме една пијачка, 2, 3 пијачки, 4, више за петата немаме пари, ама ја пуштаме, они пијат, ние не. 6-та пијачка доаѓа од келнерот, вика од куќата, брат, више не часите 3 пијачки, не знам дали си свесен. Шо тео. И се опускаме, павката е тука некаде. Не знаеме дека може до нас да стои, ама да не го гледаме, разбираш? А може и лепти, не чува, он е нашиот ангел чувар, ме свегаш. И се опускаме и едно време, нели ептен така опуснани и почиња едната Марија да се лапа со Танаско. И се лапа со Танаско. Јас стоам тука и чекам да се деси некој интерконтинентален однос меѓу мене и другата Марија. Арно, ама она ја чека првата Марија да заврши со Танаско, па она да се лапа со Танаско. А Танаско, брат, 2 збора нема кажано цела недела, разбираш? Јас зборам, објаснувам, разбираш, јас сум Зоран Заев, они двајца се Бојко Борисов. Ја објаснувам зашто треба да подпишеме, како ќе биде тоа, што ќе се дешава, кои се бенефитите.